Гравачалниче, добро утро. Добро утро, господине Ордановски. Се надевам се слуша. Се слушаме одлично и се гледаме. Вие сте еден од најчестите гости во нашата програма. Се обидуваме годишно барем 3-4-5 пати да ве имаме. Благодарам што и денеска најдовте време, но јас најави, ви имате известна жабја перспектива, бидејќи сте градоначалник, значи се занимавате со општински проблеми, меѓународот сте, а имате и птичја перспектива, бидејќи сте висок функционер на вашата опозицијска партија, па некако сте добар микс за некаква нормална средна перспектива за тоа што всушност се случува. Господине Таравари, каква е ситуацијата во општина Гостивар да почнеме со тоа, со коронавирусот, бидејќи бројките во последните 2-3 дена пробиваат плафони за жал? Да, за жал како и секаде, значи ситуацијата не може да биде во некоја општина изолирана во однос на тоа како што е на ниво на државата. Така и во Гостивар еден период имаше намалување на бројките и сега повторно има покачување, тоа варира од ден на ден. Меѓутоа, толку и може, ја мислам веќе максимално, ако можеме да речеме веќе како трет бран, бидејќи огромен број на гостиварци, како и во Македонија, развија некаков колективен имунитет. Ја мислам дека најверојатно повеќе од половина на жителите на Гостивар, истото го мислам и за Македонија, го поминаа COVID-19 и сега во периодот кога се очекува вакцини, некако луѓето се опуштија тие мерки што ги кажувавме на почеток кога се појави пандемијата, тоа е минатата година баш во овој период, некако ги запоставуваме и Тоа истото ми го говореше утринава и градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, дека и тој забележува одредено опуштање кај луѓето, како од една страна малку да им здосади, од друга страна сите овие приказни за колективен имунитет, па и за вакцините кои ги нема, а сепак само за нив се говори и така натаму, како да влијае да едноставно падне таа предострожност, особено околу носење маски и некакво несобирање во групи. И кај вас гледам, како впрочем и во Скопје предпоставам иста ситуација. Исто во сите градови, исто и во Гостивар, исто и во Скопје, исто предпоставувам и во другите градови. Луѓето многу помалку внимаваат, велам некако како да очекуваат да се вакцинираат и со надеж дека со добивање на таа вакцина завршена е приказната на COVID. Кога вие би биле во ситуација да решавате, градоначалниче, би ја поддржали оваа мерка за полициски час, бидејќи навистина се поведе, гледам по социјалниве мрежи, практично се води граѓанска војна околу тоа, кои се за, кои се против и така натаму. Што е вашиот став? Дали има смисла тој вид на мерка сега во целата ситуација? Значи, обично Комисијата за инфективни болести треба да донесе превентивни мерки. Пред да се развие колективниот имунитет, пред да се развие третиот бран, тогаш треба да се донесат одредени мерки. И јас гледам дека нашето министерство за жал ги копира пресконференциите на Министерството за здравство во Србија. Значи, пред 4 дена излегува во Србија, го кажа истото, утредента излегува во Скопје и го кажа истото. Еден мој пријател напиша во Facebook: се молиме во Белград и Зрењанин да не се покачат бројките повеќе, инаку ќе не става целодневен полициски час, што не е во ред. Ако требаше полициски час, тоа требаше да се случи можеби пред Нова година, после Нова година. Мислите дека е задоцнета мерката? За да се превенира задоцнета и сега, замислете, имате вие одредени објекти, да речам, институции кои што се овие коцкарници, кои што работат до 12, навечера може би и после тоа, што не е во ред, а воведуваме од друга страна полициски час од 10 часот. Ја не знам каде е и логиката воведување на полициски час од 10 часот, кога сите ресторани, кафетерии работат до 9 часот на вечер. Може да се каже да се ограничи движењето на луѓето, меѓутоа никако полициски час. Со тоа
Министерството ја мислам вели дека дека сакаат да го ограничат ширењето токму кај она како да кажем, заразна група на населението се младите, кои што не носат никакви средства, кои што нив малку ги тангира целата зараза, а при тоа се многу ефикасни пренесучи потоа во семејствата со овие вечерни дружби, со дружења по станови, по паркови, по едно по друго, сега ќе за прогети и така натаму, и мислат дека тоа е целната група која гаѓаат со овој полициски час. И неку сте во право, каква смисла е после 9 часот се затвораат кафеаните, полициски час во 10, кога и така сите што завршиле работа, завршиле, нема што да бараат надвор. уште еднаш ќе повторам, зарем треба да причекаме во Зрењани и во Белград да се покачат бројките за да кажеме ние дека мораме и ние да направиме исто како нив. Зарем мораме за се да копираме? Зарем не може нашиот министер, например, да каже: ве молам, млади, не се движете, ќе има полицајци низ пат, да не биде тоа полициски час. Туку ќе има контроли низ градот, кој не носи маски, да не се движите после 10 часот. Не мора да биде тоа баш полициски часот и тоа ги враќа луѓето на времето што се случуваше пред една година и верувајте, веќе освен што сме во една пандемија, луѓето се наоѓаат и во една психодемија. Значи веќе се како да речам изморени од цела оваа ситуација и со еден збор не ги интересира што и да се случи, нека се случи. Ја мислам дека Министерството за здравство треба да има и Комисијата за заразни болести, инфективни болести, своји автентични правила и одредени правила што ги донесува, кои што не мора да бидат копирани од некоја друга соседна држава. Господине Таравари, вашата партија некако го ескалираше речникот, што е нормално за опозиција, се разбира, во однос на владеачката коалиција. Од друга страна, од таму возвратија со неколку ефикасни, меѓу другото и пребројување на мнозинството во парламентот и така натаму. Сето тоа се чини во очи на локалните избори кои за 4-5 месеци доаѓаат на дневен ред на македонската политика. Прво да ве прашам, ќе се кандидирате повторно за градоначелник или сепак во партијата се планирате, се гледате или ве гледаат за нешто многу повеќе од градоначелник на Гостивар? Значи, ако има ново мнозинство или некакво ново прекројување во владата, ја не планирам, бидејќи во Гостивар е релативно релаксирано. Последните парламентарни избори добивме 11 со 7.000, значи повеќе од 50% пред ДУИ. И секојдневно имаме огромен број на луѓе од ДУИ кои што преминуваат во Алијансата за албанците. Така да ќе видиме, ако остане ситуацијата ваква каква што е, тогаш нормално може би ќе излезамо, и анкетите покажуваат дека сме скоро 2:1 према нашите политички противници. А што се однесува до мнозинството, ја мислам дека се пребројувавме или се пребројува, бидејќи никој не негираше дека СДСМ има влада. Дефинитивно не може човек да излезе и да рече дека немаат мнозинство, меѓутоа имаат комплексна нестабилност и ова не може никој да ме разубеди од това. Што би се пребројале тогаш кога сте сигурни дека вашите 62 пратеници се ваши, бидејќи вие ја формирате владата. А кога ќе има нови 61 или 2, тие ќе одат кај председателот со 61 или 2 потписа и ќе побараат нов мандат и тогаш ќе треба да се гласа таа нова влада. Меѓутоа, јас гледам дека одредени политички сигнали има се. Ако сакаме ние да ги прифатиме и да ги примеме и да ги анализираме, тоа е нормално. Ако не сакаме да ги видиме, тогаш бегаме од реалноста. Значи, не е само Бесад која што избега од мнозинството како пратеничка група. ЛДП, Павле Трајанов, па не знам, други партии. Значи, повеќе партии веќе бегаат од таму како да ќе се случи нешто. Јас знам дека постојат контакти, били комуницираме со повеќе политички партии, не за мнозинство, туку какви се ситуациите, каква е политичката состојба.
И ги слушаме и внатре во ДУИ што се случува. Значи има огромно незадоволство од начинот на функционирање на оваа мнозинство. И на крајот на краиштата, не случајно се случува 2-3 недели да нема кворум во парламентот и потоа да се жалат дека опозицијата е крива. Опозицијата е таму, меѓутоа не да им створи мнозинство, да им направи кворум. Така да мислам дека ќе имаме интересна и драматична политичка пролет март и април. Меѓутоа да видиме, па ќе видиме што ќе се случува. Меѓутоа дефинитивно ќе биде интересна пролетта. Добро, во Македонија се разбира никогаш не сме ни имале, не знам какви стабилни политички ситуации со години наназад. Можеби да речеме во изминатите 5-6 години, бидејќи прето имавме друг вид на владење, па таму се беше стабилно, без право некој нешто да каже. Господин Таравари, ве изслушав внимателно и за мнозинството во парламентот, за нестабилноста во ДУИ, за тоа зашто партиите тие велат дека се излегуваат од пратеничките гласања со СДСМ затоа што им доаѓаат локални избори, па сакаат да го подигнат профилот и така натаму. Но добро, може да се толкува дека тоа сепак е, како што и самиот Заев го свати како еден удар врз СДСМ. Како се позиционирате со македонската опозиција? Во разговорили сте со ВМРО, ДПМН, ве чекаат локални избори каде што сега некако природно таа како да кажам, можна коалиција, јавна, тајна, зад сцена, на сцена и така натаму со ВМРО може да ви реши некои ситуации ним и вам во локалните трки низ Македонија? Значи, точно е тоа дека подолг период немало стабилни влади во Македонија или стабилно мнозинство, освен во време на режимот. Меѓутоа, никогаш и немало вакви нестабилни ситуации последните 30 години, колку што јас памтам. Никогаш немало мнозинство која што 2-3 недели не може да направи кворум и не може да изгласа ни еден закон. Така да ќе видиме сега, постојат повеќе индикатори дека покажуваат дека оваа влада е барем дисфункционална, да не речам афункционална, меѓутоа дефинитивно е дисфункционална. Дека имаат предпокување, тоа го анализиравме, а сега одиме на тоа како ние ќе излеземе на локални избори. Нормално, политиката е како шахот. Во зависност, а првиот потек во шахот секогаш го игра тој што е со бели фигури. Тука со бели фигури се партиите од власт. Тоа се ДУИ и СДСМ. Вие знаете, 2017 година беше, да речам така, нелојална конкуренција. Например, јас во Гостивар имав кандидат кој што беше заеднички од ДУИ и од СДСМ. А ние бевме сами во првиот круг, а во вториот круг соработувавме со дел од ВМРО и дел од СДСМ членството, меѓутоа претежно дел од ВМРО. И сега во локалните избори треба партијата да одлучи ако повторно одат тандемот ДУИ и СДСМ, ние ќе мораме и ние да комбинираме нешто. Инаку би било нелојална конкуренција, би била играта кај што од почеток каде што однапред сте изгубени, така е, да, тоа е и нешто. И така да повторно органите на партијата ќе одлучат, меѓутоа ние сме поставиле и сме испратиле одредени сигнали до ВМРО, ДПМН, од кои што бараме да се однесуваат коректно и да покажат дека се подготвени да соработат со една албанска политичка партија. Имам впечаток дека тие имаат интензивна комуникација и со ДУИ. Меѓутоа постојат канали на комуникација и со нас. Така да, ако се случи евентуално ново мнозинство составено од ДУИ и ВМРО, тогаш ќе ни остане опцијата, мислам владино мнозинство, тогаш ќе ни остане опцијата да се седне и да се разговара со СДСМ. Меѓутоа, тоа се работи на кои што ни претходат и ќе видиме како ќе одат, што ќе се случува, па после тоа и да се одлучи. Меѓутоа, дефинитивно сите варијанти се отворени. Ве слушам внимателно. Сакате да кажете што би била денеска веројатно веста на денот дека ВМРО и ДУИ разговараат за правење на ново мнозинство во парламентот?
Па тоа го знаат сите. Ја мислам дека тоа е јавна тајна, дека имаат интензивна комуникација. Дали ќе направат, не знам. Вие би учествувале како партија во такво мнозинство? Ние сме кажале дека со ДУИ не би биле никогаш во влада, освен ако се случи 4-5 месеци пред избор со одредени услови кои што веќе сме ги поставиле. Меѓутоа, едно е јасно дека ние со ДУИ еднаш сгрешивме, 100 дена бевме во влада 2017 година, кога сметавме дека еден режим мора да падне. И тоа сгрешивме, велам во наводници, бидејќи без тие бројки немаше да има 62, колку да си оди режимот, и сега веќе никогаш не сме подготвени, не сме размислували и нема да одиме со ДУИ во иста влада, било што да се случува. Господине Таравари, ви благодарам за овој утрински брифинг темелен, како и секогаш. Се надевам дека брановите што ги предизвикувате ќе имаат одек целиот ден во ова не е ни мирна вода македонска политичка, туку е прилично узбуркана и така ќе биде до локалните избори, претпоставувам. Благодарам за утринскиот брифинг, се слушаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам за можноста, имајте убав ден.